Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во најновото издание на Очи во очи и секако последно за оваа работна недела. Денес сум заедно со вас јас, Сања Савеска, секако од понеделник повторно заедно со колегата Огнен Јанески. Ќе ја заокружиме оваа работна недела секако денес со мене и со една тема која што секако е актуелност во последниот изминат период кај нас во Македонија. Веќе течат роковите, очекуваме формирање на нова влада, а она што секако емитувавме и во вестите во 24 е дека денес Али Ахмети во Мала Речица со неговото подпредседателство носат конечната одлука и со кого ќе коалицираат. Тоа е прашањето кое што овие денови секако ја засега јавноста, прашањата се постојано присутни, ќе се формирали нова влада, што е она што не очекува во иднина. Во Мала Речица, како што реков, се носи финалната одлука. Од попладне за затворени врати заседава Али Ахмети и подпредседателите на ДУИ. Секако дека Централното председателство ќе се одржи или денес или во текот на следниот ден, значи утре, се во тоа зависи како ќе доколку ќе заглават попладне во подпредседателите на состанокот. Нашата тема на која што ја денеска ги очекувам вашите одговори е токму таа испишана веќе на кајранот, можете да ја видите. Во Мала Речица се носи финална одлука, ДУИ заседава со кого ќе коалицира Ахмети. Телефонските линии се отворени и претпоставам дека веќе го имаме и првиот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Значи, формирање на влада. Тоа е тоа што сите го очекуваме. Сите го очекуваме. ДУИ и ВМРО не може да формираат влада од следниве причини. Тие, ако сака да формираат влада, затоа што цело време се, мислам, во влада и сега на последниот ден размислуваат што да прават. Не можат ништо да прават. Само ги лажи тумот, знам дека се сите, мислам, кривично се гонат. Не може тие, како да речам, ја немам зборови да речам лопови, вакви, такви, не сакам тоа да го зборувам. Такви луѓе не смеат да завземат место во владата. Ги слушам секоја реченица, Заев аболициран, Заев вака, Заев онака. Не знам за подкуп. Јас се прашувам, што мислат тие за тој подкуп? Зашто тој парите не му ги дал на Заев за подкуп? Тој мислеше дека тие пари ќе завршат во полиција, ама не ги однесе на Заев. Да ги однесеше, тој што нудеше подкуп, ќе завршеше тој на решетки. Заев не е толку наивен да зема пари, па подкуп, па сега на суд го дават. Па не знам човекот пари. Мене секој може да ми нуди пари и да ме дават на суд. Треба да ги земам пари, па да видам кај ќе ги однесам. Дали во судот ќе предам, ќе го пријавам него дека он нуди подкуп, а не Заев подкуп. И како не им е срам, секој ден Заев, Заев. Заев, лопов, Заев, ваков, Заев, онаков. Нема што да каже друго. Мислам, владеачкава партија, толку исплашена од овие судски процеси што ќе излезат, наназад ќе слегат уште многу. Ова е само почеток. И сега удриде на специјалново обвинителство не е меродавно, не е вакво, не е тако, па тие го изгласа. Што погреши, например, Катица Јанева? Ако бара нешто, ако копа нешто да дојде до вистината, зазема став за партијата, за СДС, или Сорос што малат по Сорос. На кого дал пари? Нека ми дај мене пари. Што направи Сорос? Пуч направи, против државата ја руши. Што? Невладини организации, тие невладини организации пак придонесуваат нешто за државата. Плаќаат допринос, нешто работат, нешто прават. Не можам да ги сватам луѓево. Овој македонштинава од Прилеп. Така. Сакам некако со него да се слушнам во Дуил, тој и ништо не знае, освен
200.000 отпуштил СДС. Така, ќе дојде Огнен колегата секако од понеделник, претпоставувам дека може да направите дуел преку телефонските линии, а ние сега ќе оставиме простори за следните гледачи кои што сакаат да дадат одговор на денешната тема, затоа што денес во Мала Речица се носи финалната одлука, ДУИ заседава, со кого ќе коалицира Ахмети, она што денес ве прашуваме. Со партијците на состаноци со Ахмети беа и деновиве, но денешниот состанок е во пресред на конечната одлука, роковите за формирање на влада истекуваат, па токму поради тоа ве прашуваме со кого ќе коалицира Ахмети, дали го имаме следниот гледач? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ка се јавам од Гостивар. Што се однесува до темата, ја мислам дека се е јасно. Ако беше за формирање влада, доселе ќе беше формирана. Мислам дека моја предпоставка е дека Али Ахмети ќе се обиде од другиве албански партии да придобие некоја партија со 2-3 пратеници. ДПА веќе нема да коалицира сигурно. Меѓутоа БЕСА и Алијанса да ќе покуша тука да најде некого, затоа што веќе и нему ќе му се осипат некои пратеници, ќе му заминат и ќе бидат како независни. Меѓутоа се сложувам во многу работи со претходниот гледач. А што се запнало у СЈО? СЈО, ако ДУИ, мислам ДУИ нема да пристане на коалиција со ВМРО ако специјалното јавно обвинителство не работи. Тоа е апсолутно. Меѓутоа, мислам дека ако сега што викаше оваа, што зборуваше Каракамишева, ја мислам тука и ќе поставам едно прашање до Ману. Ману, ама воопшто во оваа криза што имаме веќе, таква кој е крив, кој е прав, да не навлегуваме, се знае. Меѓутоа, како Ману не најде снага, не најде сили да се соберат и да дадат некое нивно мислење, како што задржавава. И ја предлагам една тема, Ману, па сите таму се доктори. Па ја мислам дека Ману можда има дел партизирани, дали од едната страна или другата. Меѓутоа тие се сите скоро таму или не скоро доктори. Па да излезат со некоја нивна одлука, со нивна некоја pouка и до народот, и до партииве. Ману, 2 години го нема нигде. Дали тие се партизирани воопшто? Нека се изјаснат. Тоа само барам една тема за Ману, барав едно 3-4 дена наназад во емисијава да се испровоцира на некој начин вие медиумите или да викнете некој од Ману, еве Огнен, Јанески, нека викне некој од Ману тука или па добро се вие не сте тоа, него топ тема е канал 5, канал Телман. Ману, ништо од Ману. Ви благодарам секако на јавувањето. Верувам дека колегите го проследија вашето јавување и вашиот предлог, па ќе го зема тоа во предвид. А ние продолжуваме понатаму со следниот гледач на денешната тема. Добар ден, за кого? Добар ден. Повелете, во програма сте. Дали ќе дојде до влада ВМРО и ДУИ? Па се обидуваат, тука ќе играат ташњареви, што викаат кај нас во Куманово. Ќе има повеќе учени од страна на ДУИ, ќе бара повеќе министерски места во однос на ако се оскладнат и ако им се паднат рейтингот и на ВМРО и на нив, само ќе се борат со 5 милиони да се спасат од некоја одговорност поединци. Мислам поединцот и сите се заедно ќе мора да се борат на некој начин. СЈО треба да продолжи да обстане да работи. За ова соросоиди што спомна еден пред нас, и јас сум еден од тие соросоиди, не видов, ништо не добив, само ако соросоидите трошеле туѓи пари на Сорос, ги трошеле парите, значи. А овие наши од ГБОМ и другите што беа за еден ден формирани, по потреба формирани невладини организации, беа помогнати финансирани од нашите пари, од буџетот. Значи, тие трошат средства да помогнат една политичка партија.
Сите од нашите пари. А Сорос, ако давал пари, тоа се парите на Сорос, од страна се тие пари, не се од буџетот тие пари. На таа тема има многу да се зборува. Врвни професори, слушам дебати. Добро, да не ја шириме денешната тема, секако да оставиме простор гледачите да го кажат своето мислење поврзано со она за што дискутираме денес. Секако роковите се привршуваат, доаѓаат кон својот крај, веќе треба да се донесе одлука ќе има ли нова влада. Во Мала Речица се носи финалната одлука каде што заседава Али Ахмети со подпредседателите на ДУИ, ќе успеат ли тие да донесат одлука и ќе се формира ли влада веќе до недела. Го имаме ли следниот гледач на линија? Ало? Добар ден, повелете во програма. Добар ден. Јас сум албанац од Струга. Сакам да кажам. Слободно, ве слушаме. Така, Али Ахмети да прави влада само со СДС, никако со ВМРО. Слушам по телевизија, кажат дека не смеел ови ВМРО-овци, не смеел Али да прави влада со СДС, затоа што му земал гласачи. Па треба Али да се запраша зашто му земал гласачи. А ови ВМРО-овци убили су му Вујко, ујак. И он сега треба да прави са нима влада, а ако е будал, дека прави. Значи, он заборави о свој ујак, а сега сад да прави влада са ВМРО. Тоа е немогуче. И тамо да му пренесите. Молим вас. Чао, пријатно. Пријатно за вас. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, повелете во програма. Значи, нека се хират овие, зашто владата меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН веќе е направена. Се слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Веќе е направена така да не им пукни жочката. Сега да ви кажам нешто. Геноцидот во албанците го направи Тито и Комунистичката партија на Македонија. А денеска е ова СДС е продолжена рака на таа Комунистичка партија на Македонија. И никаква албанците кои го извршија тој геноцид, ги убиваја, им рушија зидови, им прескрстуваја улици, имиња, не можат никаква албанци да ги сагат комунистите или СДС. Тоа што се направи коалиција 2002 година до 2006 година е направено грешка. И таа грешка никаква тие не да направат. Затоа што ВМРО е секој сојузник и во времето на турско 500 години, и во времето на бугарската чизма, и во времето на српската чизма, и во времето на комунизмо, кај што 30.000 македонци и албанци и турци и се отидоа курбан на Голи оток, на Кането, во Идризово. Дека не се секират, ги изгубија изборите, требаше заед формација да оставка, да му пушти рака на Груевски, па после 4 години оти судбачки работи не бива работа. Судбачки работи само Македонија ставија на колена. Македонија си тргна убаво. Редовни пензии, редовни плати, редовни работи. А овие што се јавуваат кај тебе, јас ги кажувам комунистички ситни души или комунистичка гериатрија, тие не знам дали ќе доживеат до понеделник. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, воздржете се од вакви коментари, секако во оваа емисија тоа не е дозволено. Продолжуваме ние со следниот гледач. Во Мала Речица се носи финалната одлука. ДУИ заседава со кого ќе коалицира Ахмети, она што ве прашуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав од Николче Петешки од Кичево. Повелете, Николче, во програма сте. Благодарам. Потполно не се сложувам со претходниот. Од вакви граѓани како него во Македонија нема соживот. Значи, оваа Македонија е држава на сите националности кои припаѓаат и кои живеат во оваа држава. Од православните до ромите. Сите со еднакви права. Само така можеме животот и државата да си зачуваме. А со вакви клиенти како е претходниот, тие завршуваат самостојно или негде по патишта по ендеци. Значи, почит љубав тема едни према други, да се разбереме. А во однос на Мала Речица, значи на таа финална одлука, и ВМРО-вците сватија дека со ними соживот нема, затоа што Бујар Османи, представникот на ДУИ, кажа јасно, не може да има коалиција со луѓе кои се водат кривични пријави, кои треба да одговараат пред јавноста во државата на Република Македонија, кои украдоа пари од граѓаните на Македонија, кои го плячкаа собствен народ, со поединци од ДУИ, кои не ми им одговара да бидат со ВМРО, за жал тоа нема да им успее, затоа што албанците се мудри, честни, коректни и
и знаат да наградат и знаат и да казнат. Со тоа што ќе му кажат на господинот Али Ахмети, ако направи влада со ВМРО ДПМН, во следните локални избори ќе нема ниту градоначалник. Сите ќе се препреварат во Социјалдемократскиот сојуз кој им нуди програма еден заеднички живот на сите граѓани на Македонија, значи со исти права, се да може да се коригира во државата, да не биде никој измалтретиран, да не биде никој потикнуван на некои лоши работи, нечестни работи, значи се бара почит, љубов, дружење, сакање, заеднички живот, да ја спасиме државата, да ја тргнеме оваа криза. И мислам дека финалето ќе биде кога одлуката, јас ви гарантирам со име и презиме стоам за тоа, дека ќе донесе одлука Дуи денес да не прави со ВМРО ДПМН. За жал тој брак ќе заврши, затоа што бракот не одел меѓу сопругата и сопругот како што треба, значи сепак тоа ќе излезе на дело. Денес конечна одлука е градење, да биде влада со Социјалдемократскиот сојуз кој заеднички ќе се спасиме од овој криминал и од оваа криза која владееше во Македонија. Поздрав и се најво, ќе се осветат сите граѓани на Македонија и ќе бидат задоволни од Социјалдемократскиот сојуз и сите албански партии кои ќе тргнат заеднички да живеат и да ја градат државата. Поздрав уште еднаш, се најво, поздрав до вас, поздрав до 24 вести, најкоректна, најреална, најискрена и најчестна телевизија и еднаква за сите, и за криминалците, и за нечестите, и за честите. Уште еднаш почит. Ви благодарам за јавувањето. Ние продолжуваме понатаму. Имаме веќе следен гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав од Чаир. Ве слушаме, повелете. Како прво поддршка за СЈО. Како второ јас сум албанец, не сум шиптер. И се гордеам со тоа што сум албанец. Во врска со темата. Нека ни е Господ на помош, значи, тие што ја оплячкаа државата, како Ахмети, како Груевски, тие, значи, носат финална одлука. Пак ќе речам, Господ нека ни е на помош со овие лопови. Бидете поздравени. Ви благодарам за јавувањето, го вклучуваме и следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден и убав ден. Повелете, во програма сте. Во Мала Решица се носи финална одлука, се носи нека финална одлука, дури заседава со кого ќе коалицира Ахмети. Пред све, како треба да овие се кој се седава со дуи. Јас самите албанци, како ше еден цјаве струга дека од ВМРО ДПМН некој му губи Бујкова на Али Ахмети. Сите тие треба знаат. Али Ахмети како командант која ще многу деца уби и албански фактички и македонски мајки. Тие се едни со други, тие треба се сама да се појават во народ. Али Ахмети и Груевски како поддржувател на такви команданти на терористички организации. Меѓутоа тероризмот и криминалот немат ни непознат ни населје ни граница. Те треба се срамат и како што рекоа сите преходници, не сме да се формират овие ценови, овие дуи нека бијат во владата, не овие личности од ДПМН, нека биде некои не овие личности, криминалци извикани која држнешна државата до пропаст, која во државата предизвика ратови, конфликти меѓу албанците, конкретно и македонците, која многу мајки албански и македонски ги бара своите деца, тагуваат, меѓутоа за тоа ни Али Ахмети, ни Груевски, ни стронка совесна грижа нема, затоа што прво не се рачистени тие работи и тие се криминалци и треба да се одат на суд за секое работно место во социализмот, тој што ги нападна комунистите. Тога беше побратиме рават во држава, тога беше демократија и слобода. Во комунизмот се знаеше, ако бил и зачистен за да конкурираш во некој работно место, треба да имаш лекарско оверени прво од психолози, од психијатри, да имаш и други работи таму, да имаш уверение дека си способен за работа, а не вакви луѓе кои не се долични, не се долични да ги сретне човек на улица и да разговара со им, да им сврти глас, да ги погледат во нив, а не тие да водат држава и политика во Македонија. Тие треба да си најдат местото да си тргнат од власта, да не прешат, да не бе си дачи понатака, нека се тргнат од државата, нека се одговарат пред судовите, а ако се докажат дека не судени, дека судени, тогаш може да разговара, меѓутоа за овие кривични дела се додека не се донесат уверение дека не се води по дефиницијата, додека се води по истрага, и не можат да конкурираат, нити можат да представуваат оваа држава. Тие се криминалци, злосолници и тие треба да завршат во затвор, пошто не сакаат досега да се покаат и да тие примат национални и цела држава наша.
Добро, ви благодарам за јавувањето, да го чуеме мислењето на следниот гледач со кого ќе коалицира Ахмети во Мала Речица. Денес секако се носи финалната одлука. Добар ден. Од понеделник ќе заврши криминалот. Овие криминалци ќе идат во историјата. ВМРО се знае кај ќе оди, во историјата. А да го поздравам удбашот Илија, да прекине да збори против СДС. Оти он е исто голем криминалец. Кога ќе се смени власта, он ќе одговара исто како... Добро, не ги повикувајте гледачите кои што се јавуваат, бидете конкретни на темата. Надвор од емисијата секако можете да комуницирате со нив. А ние продолжуваме понатаму со следниот гледач. Дали се слушаме? Ако сум јас на линија, се слушаме. Да, вие сте на линија, повелете да чуеме што вие размислувате на денешната тема. Прво да поздравам вас затоа што вие сте една од поголемите ВМРО-вки, и ве гледам на телевизија 24/7 и тоа ме асоцира на ВМРО-вка. Се извинувам што јас така мислам. Ме разбрав че мислам што сакам да кажам. Ве гледам. Ние слободно, значи можеме овдека да бидеме ваши домакини, а вие секако носите одлуки, тоа на вас останува, но ние не сме предмет на расправа и нашите убедувања, туку оно што повелете на темата. Да дадам еден комплимент, зашто цел ден сте на телевизија и се или поподне, а сега за темата сакам да кажам. Во Мала Речица е донесена одлуката. Само тоа се тактизира, тоа е одавна донесена уште по завршувањето на изборите, затоа што албанскиот електорат им кажа на албанските партии што треба да прават во иднина. И јас не сакам многу да дискутирам на таа тема. Се чудам на луѓе кои што се уште мислат дека ВМРО може да состави влада и кои што се уште мислат дека ВМРО ќе тактизира и ќе прави вакви комбинации, онакви комбинации. Завршена е приказната со ВМРО. Сега останува единствено да се смени судството, да се смени обвинителството и да почнат процесите да си одат онака како што секоја нормална држава одат. А не да правиме циркузи од државата, да оплячкаме сопствениот народ и да се правиме ние како сме многу умни, многу големи патриоти. И би завршил со тоа, се чудам на овие луѓе кои што немаат да ми простат 2 грама ум кога го бранат ВМРО и Никола Груевски. Јас го поздравувам и пожелувам се најубаво. Ви благодарам за јавувањето. Ние продолжуваме понатаму, секако дека очи во очи е простор каде што остапуваме место за сите оние подеднакво кои што сакаат да го кажат своето размислување. Некои ќе ги оправдуваат постапките, некои не, некои ќе бидат од оваа страна, некои од онаа, но ние сме тука секако да ги чуеме, а секако ваше е да продолжите да се јавувате и да ги кажувате вашите мислења. Дали го имаме следниот гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Ми се чини дека денеска се повеќе посилната половина се јавува да разговара на оваа тема и да го каже нивното мислење. Се уште ниту една дама не се изјаснила по повод Ахмети и коалицирањето кое што секако го очекуваме. Одлично си водите емисијава, секоја чест значи за вас. Почит и поддршка пошто сте праведна, значи добронамерна, тоа е доблест да се кажи. Оти праведност и добронамерноста се човечки особини, а не злобата и неправедноста. Почит до вас. Вака би кажал дека мене мило ми е ако ВМРО, ДПМН и ДУИ направат коалиција таму со уште, не знам, таму ДПА, пошто сакам сите во Македонија да имаат добрини да жнејат, така да речем. Пошто сите албанци кои се пензионери земаат зголемени за 80% пензии и на први, после први. Сите албанци, па и овие членови на СДС, земјоделци, земаат 100 милиона субвенции, бенефиции други. Регистрирани земјоделци, албанци или СДСовци земаат, имаат стаж му течи, осигурани се здравствено и пензиско. Значи, тоа се случи овие години со ВМРО и ДУИ во коалиција. Сите, да речам, студенти од албанци и СДСовци земаат без пари компјутери, без пари градски превоз, без пари интернат за ученици и студенти од албански фамилии, од СДС фамилии. Сега, овој пред мене вика 5 грама, 2 грама мозок. Значи, ако толку добробит ви прави на ваши фамилии, СДСовски фамилии, ВМРО, ДПМН и Груевски, а вие по овие емисии само со злоба рајчате, а сте за оние кои се ваши лидери или ваша партија која вас ве крадеше, ваши студенти, синови и керки, 2000 евра годишно им земаше за
една година, а ВМРО сега намали само на 200 евра. Значи тоа е 10 пати повеќе пари годишно ви земаше таа ваша партија на тие ваши синови и ќерки или внуци студенти. Тоа е да се нема толку доблест и човечност да се разликува добро и зло. Јас повикувам вака, конечно, вашата партија СДС, ваше членство да се помакедончи, да се очовечи со добри дела, со добри предлози, така да сте некогаш во иднина во власт. Јас посакувам да имаме демократска држава, да имаме демократски партии, утре дај Боже по 5 години, 20 години да СДС власт, но со македонштина и со добри дела, а не ги видовме до 98 година и дадовме доволно простор. Јас се надевам да оставиме простори за останатите гледачи, да аѓаме пополека кон крајот, но ете, сите подеднакво да кажат што размислуваат, секако во минутаже кога станува збор, немојте многу да се распленувате и на други теми. Знам дека тешко добивате и кога ќе добиете сакате да кажете се, но денес да се задржиме на денешната тема, затоа што во Мала Речица се носи финалната одлука, ДУИ заседава и ние прашуваме што вие мислите со кого ќе коалицира Ахмети. Го имаме ли следниот гледач? Добар ден. Добар ден, повелете да чуеме што и жените размислуваат на оваа тема. Слушај, ти кажам за Груевски се противат сите. Не е Груевски грев, самите СДС беа криви, они се го ставија, али Ахмети едно време кога требаше да го ko беше во да сте, после го прима Црвенковски, го трои во парламент, собрагиците албанци ги стави, Али Ахмети, мора така да биде, сега мора да се повлече со Груевскиот и Груевски го прима. Он пак се сам влада си праве, а он се сами за сите, ајде па го прима сега. Не е Груевски крив, што само СДС тогај. Ами си го примавони, никој не го стави друг да биде у парламенто. Еве сега заед, како може заедно тргната од криминало, сега други биле криви, он прав, сите знаат што е поставил, колку пари он зема, колку чудо зема, и сега на народот, колку он Груевски даде студентите, за децата, за се пати, што се, не може да ги задоволиме. Па не може за една тоа е 24 години, 25 више сме стресове биле, се у војната биле, у војната 2001-та, која направи? СДС направи. Сите двичиња ни загјана од СДС, не ни загјана и сега го напаѓат Груевски. Не е тоа, се напаѓаме ние македонците, треба да се сплотат сите заедно, да си ја направиме Македонија мила, да ни биде убава и децата наши напред да одат, да бидат работи има, секој може да се запосле, секој запосле. Едно време сега и било малку плати, едно време 800 динара сме плати живејале и деца и куќи се малку надо. Па добро што ги пуштија да излават децата, ако не беа да пуштија децата, што можеше да бидеш до Македонија? Треба и тоа да се благодараме ние нашите македонци. Тоа е срамота да ги напаѓаме, едни со други се напаѓаме. Ви благодарам за јавувањето, да не се повторуваме, секако свативме што сакате да ни кажете, ние ќе продолжиме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Прво да ви честитам на водење на емисијата. Благодарам. Би сакала следното да кажам. Господјата пред мене што зборуваше, многу работи ги изместила. Прво, криминалци нема шанси да водат народ. За едно обично работно место вас ви треба уверение дека не сте осудувани или не се води постапка против вас. Зошто тој принцип не е и за нив? Тоа ми е мене битно. Колку од сите тие таму што се пратеници избрани имаат двојно државјанство? Со кое право? Ќе бранат бугарски парламент ќе прават или македонски? Зашто им сметаат албанците? Знаете ли колку има поштени албанци, честни? Во секоја нација, во секој народ има какол, да се разбереме. Има нерани мајковци, кај едни, кај други. Меѓутоа, ваму, каде што има индиции за криминал, ма нема шанси да му дадам да ми влезе во куќа, а не да ме малтретира и животот да ми го прави пекол. Ако не го бива, не го бива. 10 години да бидат на власт и да ја оплячка државава. Прашајте се, во моментот кога господинот Груевски купувал Мерцедес од 600.000 евра, ги пушти законот за половни коли. Затоа сме загадени. Ние нека цркнеме.
Неговите нека седат во кола и нека се масажираат и нека уживаат неговите, само неговите деца. Од каде медицинска сестра пари да купи 4 стана? Знаете ли што значи едно семејство не може квадратен метар да купи од своја заштеда? Нека работи 20-30 години. Па ова е предено секаква мера и дара. Нема, се изгубило мерка. Едноставно борба за власт, борба за гол живот. Тоа е. Господинот Груевски сака да си го спаси образот. Најпоштено ќе си беше, пошто и гласав за него, да си признае, како што си рече, дел е вистина, дел е месенки, дел е лепенки. Да си рече, јас, извинете, сгрешив. Еве, ќе му оставам на ВМРО, на честните тие таму што се во ВМРО, нека формираат влада, нека биде, нека тргне државата. Не, тој по секоја цена, за да се спаси себе си, го влече и цело ВМРО во дупка. Греота е. Нема човештина во него ни грам, само за себе. Благодарам многу. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имаме ние простор за уште гледачи. Добар ден за следниот. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ве молам, дали може прво една забелешка да ставам? Секако дека може. Забелешка се однесува на вас. Сите 3 претходни пред мене, од тале па наваму, им дозволите да зборуваат, а на тема не зборуваат. Ќе ве молам, немојте. Ние ве сакаме и ве почитуваме, ма не им дозволувате ако не зборуваат. Знам, господине, но секогаш се расплинувате, а ете да го слушнеме вашето мислење, затоа што тешко добивате, па кога ќе добиете, како што реков, сакате да кажете повеќе работи одеднаш. Така е, ама не може да им се дозволи да зборуваат така. И мене ме исклучите веднаш. Еве, јас сега ќе зборувам за тема. Ајде на темата. Вчера Бујар Османи рече дека може да прават влада со ВМРО, но сите оние кои се обвинети да ги нема во влада. Тоа се приказки за мали дечиња. Со тоа, нели му вели на Груевски дека и тој не може да биде повеќе премиер? Како да му веруваме? Јас мислам дека денеска сериозно албанците од ДУИ ќе донесат одлука да се расчисти со ВМРО и сигурно дека ќе формираат во последните секунди од рокот, ќе формираат влада со СДСМ. СДСМ ветува дека начело со Заев дека ќе ја водат државата како што треба. И ние, граѓаните, не смееме да правиме разлика помеѓу нас, македонците, србите, ромите, бугарите, турците, бошњаците. Како? Мораме сите да имаме исти права. А тоа што некои во емисијата ја споменуваат комунистичка партија, тие немаат појма што значи комунистичка партија. Не сакам да ги навредам, ама ако се млади, ама ако се како мене возрастни луѓе над 50-60 години, да кажат такво нешто, срам да и биде. Па албанците го пречекува председателот Тито како нити еден државник во свет што не бил пречекан кога одеше на Косово. Шоку Тито, со застави не гледа тие застава албанска, само југословенска. Овдека им е дадено се и треба да им се даде се што им фали уште. Не може некој да има повеќе од него. Толку од мене ви благодарам. Ете, ви благодарам за вашето вклучување. Се надам ви остапивме вам доволно простор. Секако дека имаме време и за уште еден гледач. Да чуеме кој ни се јавува. Дали се слушаме? Не. Всушност, вие бевте последниот гледач за денешното издание на Очи во очи, секако за оваа работна недела. Јас ви благодарам што денес бевте заедно со мене и што се вклучивте во оваа емисија да го дадете вашето размислување на оваа тема. Од понеделник со мене и со Јана се гледате во Македонија денес, а во вашиот термин за Очи во очи и мој термин се враќа повторно колегата Огнен Јаневски. Имајте пријатен остаток од денот, останете со централните вести во 17 часот и секако се гледаме повторно во следните емисии од понеделник. Пријатно!